Гласот на албанската диаспора зависи од политиката. Беше тема за која се дебатираше во Клик Плюс. За можноста на бришање на албанска диаспора од избирачкиот список Бесим Кода од Организацијата на ветерани ОВК вели дека ова е договор меѓу политичките партии за да ги зачуваат нивните фотели. На нив им одговара да ја исклучат диаспората, затоа што диаспората нема да гласа за нив. Затоа што диаспората е делот кој што највеќе игнориран и најочеен. Апсолутно не го исклучувам ни гласачкото тело тука, но јас посакувам ова јавно исклучување да има контраефект. Представникот на диаспората Али Сетар Рамадани истакна дека иако диаспората носи една значителна сума на пари во Македонија, тие постојано се игнорирани од државата. Сите зборуваат за диаспората. Што направила диаспората? Што прави диаспората за оваа земја, кога носи 1,5 милиарди евра? И на крај диаспората е најмалку консултирана. Зошто ние не сме дел од преговорите во Пржина? Дебатата беше меѓу ВМРО и СДСМ, затоа што тие имаат спор поради тоа што фиктивните гласачи беа префрлени кај албанците. Од движењето БЕСА вела дека ова е само уште една игра на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Според Блерин Сейдиу, од оваа партија, сево ова е конфузија намерно направена од партиите на власта. Ова што го прави ДУИ е во координација со ВМРО и ДИК. Сите тие гласачи што се пријавени како ризични да не гласаат за нив, се ставени во овој список, така што секој гласач да не дојде во списокот каде што тие ќе гласат за посекуваната партија. По дебатата исто така беше стакнато дека секогаш кога нема договор меѓу македонските партии, жртви се албанците. Според гостите, споровите за спорните гласачи првенствено беа меѓу македонските партии во врска со гласачите од Пустец и со фалсификувани лични карти, а пак сега е постигнат договор за да се исклучи албанската диаспора. Dalish në bisedime tilla ku ka një presion ndërkombëtar dhe thosh që përfasohemi nga njerëz të tillë të ri